Геолошкиот факултет во Штип, познат стопанственик, директор на АД Бучим. Меѓутоа, нашата јавност малку знае дека вие сте и председател на боречкиот клуб Јака Бучим од Радовиш. Кажете ми, ако не се лажам, вие бевте во свое време борач. Дали оттаму произлегува оваа љубов спрема овој спорт? Борењето во Радовиш датира уште од 62 година како секција Партизан, кога во 63 година настава како борачки клуб Партизан, покасно добива Рудар, па Јака и денес како борачки клуб Бучим Јака, кои сме двоструки шампиони за 81 година и за 92 година. И што гледате сега, нашите момчиња, спортисти, борачи од Радовиш, се припремат да бидат и те како сериозни противници, кандидати за шампионската титула, која тек престои да се освои во 93 година. Ако не се лажам, вие бевте и репрезентативец на Македонија. Која година беше тоа? Па тоа се едни пријатни добри времења, што еве така историјата да ја вратиме за 20 години наназад. Бев јас младински шампион во борење слободен стил 73 година, а еве денес 93 година, значи тоа е било точно пред 20 години, кога на оваа струнјача ги освојувавме нашите победи, нашите шампионски младински титули, јуниорски титули, па и второ место во сениорско такмичење. Реков дека сте познат стопанственик, директор и ме интересира. Што мислите за неопходната соработка помеѓу стопанството и спортот воопшто во Македонија? Па мислам дека спортот никогаш не е раздвоив од стопанството, него напротив се поголема потреба треба да биде тесната врска измеѓу спортот и било кој спорт, дали не само во прашање борење, и фудбал, ракомет, кошарка, пливање и така натаму. Без една тесна соработка, една принципилна соработка на материјален план, мислам не можеме спортот да го замислиме. Сакаме јавноста да ја повикаме дека најскромен динар, а најголеми резултати има во спортот, во Македонија, а мислам дека типичен пример со незнатни, скромни материјални средства се постигнуваат големи успеси. Па така ја повикувам јавноста да еве ни соработката кој што е предпријатието Јака Бучим, генерални спонзори на борачки клуб Бучим Јака, така и на другите клубови, борачки и други спортски клубови се појават спонзори со една незнатна скромна помош да постигнува Македонија добри спортски резултати на меѓународен план. Еден од најтрофејните спортови во Републикава е борењето во слободен стил, а во редот на најуспешните се вбројува и боречкиот клуб Јака Бучим од Радовиш. Се викам Димче Ангелов, тренер сум на борачкиот клуб Јака Бучим од Радовиш. Како тренер работам 18 години во клубот и во клубот работиме на следниот начин. Во нашиот клуб работиме 20 тренери, колегата Трајанов, Добрин и јас, и тоа ги имаме поделено борачите по категории и колегата Трајанов, Добрин работи со деца и кадети до 16 години, 60 членови во клубот. Најголемите успеси нашиот клуб ги постигна, стана и балкански шампион и Танчев Тони исто така го освои сребрениот медал на балканското првенство кое се одржа во нашиот град. Јас сум Ангелов Илија и Јас сум Никол Чукалајджиев, член на борачкиот клуб Јака Бучим од Радовиш, кој овие прошлите 2 години стана државен prvак на Македонија, тоест бивша Југославија. Се спорт тренирам од 85 година, тоа скоро имам веќе 8 години. Пред 3 години сум член на македонската репрезентација. Бев во младинската, од оваа година влегувам во сениорската, го заменувам понашниот
Шампион Зоран Шоров. Сенегал гостуваше во Радовиш, Канада гостуваше во Радовиш и истиот е со поголемо реноме во нашата република. Од овој клуб има произвезено доста борачи и кои што ги бране на поранешна Југославија, а и сега кои што ги бранеат боите на Македонија. Нашиот клуб најголемите успеси ги има постигнато